На врева, галама, неподнослива миризба од запрешки и јадење и лоша хигиена се жалат мнозинството анкетирани граѓани кои што живеат во становите во Штип. Секој стамбен објект на самиот влез има испишано свој куќен ред, кој како што велат анкетираните не се почитува. Вечерните часови се особено тешки, бидејќи поради големата врева станарите велат дека не може толку да склопат. Во влезот се чувствува исклучително непријатна миризба, од која, како што велат тие, се справуваат со плаќање на агенции за чистење. Катастрофа, ние у куќите се жалеме од врева, не тоа е овие со моторите, навето вечерењето. И дента бучат, лом прават, надоле одат, нагоре одат од моторчињето, па ќе мирише коне, готви се. Сегде и 8 ноември имам улизено пријатели таму. Мирише, готви се од доле па до горе или од горе некој. Комшика отвори врата и така. Што ќе прави, мора. Шом треба да се јаде, ќе готват. Сега некој музика пушил, некој тропа, мали деца, тевака и тоа има. Устано е друго, куќи си е друго. Ама куќите треба некој да чисти дворот, вам таму устано улезе се затвори клуч на врата и... Шом повише фамилии има, повише галами има. Па сега тие што готват нормално, ако отворен џамо на нишата мора да мирише. Мирише смрде, не се отвара ни врата, ни џам. Но друг дел анкетирани граѓани велат дека плаќаат поскапо, а со тоа добиваат и подобри хигиенски услови во ходниците во стамбените згради. Истакнаа дека приватните агенции нудат подобри услови за разлика од тоа сами да се грижат за хигиената. Па хигиената е добра, ми да плаќаме си агенција. Месечно. Околу 500 денара. Не. Чисто е кај нас доле кај кружно кај Кипер. Нека чистат луѓето. Плаќаме си таму колку треба. Повозрастните од терен добронамерно замолија станарите, особено помладите, да го почитуваат куќниот ред и мир во зградите. Се со цел поголема култура и услови за живот и за едните и за другите.